Притисокот за пониски цени во супермаркетите може да заврши на грбот на земјоделците. Стравуваат повеќето од нив. Апсолутно не постои простор да ги намалиме тие цени, да речеме што се. И во моментот свесни сме дека трговците манипулираат со нас и со граѓаните како крајни потрошувачи, така да профитот го земаат тие на штета на земјоделците, на штета на потрошувачите. Во такво сценарио, земјоделците и сточарите ќе крахираат во секоја смисла, бидејќи и онака нивното производство е неисплатливо. Свинското месо од декември месец па до сега е 3 пати падната цената на живата мера. Од 150 денари жива мера, моментално е 118 денари. Живата мера е намалена со тоа што на еден начин више оштетени се производителите на свинско месо, за тоа што почна да се качува многу јачмено, сојата, а цената паѓа. Значи, тоа зависи од годината. Од годината и од цената на сливите. Значи, ако има мразеви, тога сме 100% во минус, пошто се и орани, и резидба, и ѓубрни, и заштита, тоа мора пак да се врши. А кога има род и добра цена, тогаш има нешто се испадне па да покриеме таа година и така. Финансиски проблеми имаат сите во земјоделството, па логично и зошто производството постојано паѓа. Токму поради таа причина што ние сме нерентабилни, значи економски неликвидни, со секоја година константно се опаѓа земјоделското производство и се губи интересот за производство. Така да земјоделците грото, посебно помалата генерација си бараат значи екзистенција од други стопански гранки. Доколку земјоделците го избегнат ризикот во ефоријата со бојкотот, високите цени на нивното производство останува основен проблем, бидејќи храна има се помалку. Од друга страна, тие што ја купуваат имаат се помала можност да ја купат, поради што и се соочуваме со голема инфлација на цената на храната.